Билатералните спорови од минатото да не стоят на евроинтегративниот пат. Еврокомесарката за проширување Марта Кос ќе се заложи условувањата да не бидат пречка за доближување на Западниот Балкан до европското семејство. На обраќањето на форумот Самит ЕУ Западен Балкан, Кос нагласи дека средбите со лидерите од регионот минатите 2 дена, на кои присуствуваше и премиерот Христијан Мицкоски, им порачала дека може да сметаат на поддршката за приближување кон Европската унија, но проширувањето ќе зависи од заслуги и остварувања пред се во однос на владењето на правото. Мојот сон е да ги имаме сите земји од Западниот Балкан во Европската унија и да ги видиме отстранети границите и билатералните тензии, како што беше случај во многу делови од континентот. Проширувањето не е технички процес, вели Кос, туку реформите во пристапните преговори се потребни и од интерес на граѓаните и за повторно обединување на стариот континент. Но ако кандидатите за членство испорачаат, тогаш сакам да бидат наградени за тоа. Новата Европска комисија е комисија на проширување. Во Брисел постои единство кога станува збор за изградбата на поголема и посилна Европа, но потребно е такво единство и посветеност да покажат и земите кандидати за членство, зашто е потребно соработка меѓу властите, опозицијата, граѓанскиот сектор и сите сегменти на општествата. На самитот Македонија беше потенцирана и од црногорскиот председател Јаков Милатовиќ, според кој сме направиле многу на својот пат кон Европската унија, а за возврат не сме добиле ништо. Вице-премиерите Александар Николовски и Арбен Фетај се дел од македонската делегација која присуствуваше на самитот ЕУ Западен Балкан во организација на бриселскиот think tank Пријатели на Европа, кој годинава е насловен Обновен пристап кон регионот. Целта на самитот е да се изгради кохезивна и сеопфатна стратегија за интегрирање на регионот од Западниот Балкан во Европската унија, при тоа приспособувајќи ги неговите амбиции и политики на неговата реалност на проширена и посложена Европа. Во најавата на форумот, организаторите посочуваат дека поради геополитичката итност создадена од руската инвазија врз Украина, до 2030 година Европската унија би можела да прими неколку нови земји членки од Западниот Балкан и од Источна Европа.